Ако во време од 4 години дозволата ви била 2 пати одземена, повторно ќе полагате за возачки испит. Ова го предвидуваат измените во Законот за прекршоци и безбедност во сообраќајот. Двете законски решенија се веќе објавени на електронскиот регистар на прописи ЕНЕР, а предвидено е да важат од почетокот на идната година. Се забрзува и процесот на одземање. По правосилност на пресудата, судот добива задолжение во рок од 2 недели да ја информира полицијата дека на возачот му е изречена забрана за управување. Дека повеќе нема да смеете да седнете зад управувачот, МВР ќе информира по електронски пат. Министерството за внатрешни работи по приемот на одлуката од судот на сторителот на прекршокот му испраќа текстуална порака на мобилниот телефон или на електронската адреса со известување дека 8-миот ден од денот на испраќањето на известувањето ќе започне да тече изречената забрана. Во законите се вметнува и казнувањето со камери. Возачите кои сториле сообраќаен прекршок ќе добиваат електронски линк со фотографија и платен налог. Снимките пак е предвидено да се чуваат 6 месеци, освен ако не служат како докази во кривична или прекршочна постапка. Во иднина ќе се казнуваат и возачите на мотори, велосипеди и тротинети кои користат слушалки, смарт часовници или мобилен. Глобата ќе изнесува 50 евра. За истиот прекршок, но со 40 евра ќе се казнуваат и пешаците. Пешакот е должен кога преминува преку коловозот и велосипедската патека или лента да се движи и преминува внимателно, без при тоа да користи електронски уреди како што се слушалки во двете уши, мобилен телефон, таблет, смарт часовник или друг вид на електронски уред, со кој би му се намалило вниманието додека го преминува коловозот и велосипедската патека или лента. Во иднина пак минувањето на црвено, освен со глоба од 300 евра, ќе се казнува и со одземање на возачката од најмалку 3 месеци. Зоран Јаневски, Сител телевизија.